Me bolle kur pa parararararararam. Me bolle kur pa pararara. Еми ги искараха в грцки полициски участок. 18 пензионери старци од Бугарија отишле Баница, местото на загинувањето на Гоце Делчев, да го посетат браќа од Европейскиот сојуз. Им го сопреле автобусот со полициски конвој у станица. Европейска унија, ова е Европейскиот сојуз. Се ги уапси браќата старци пензионери. Лепота. Браво за грците! Браво за грците! Да видат бугарите какви се грците! Да видат колку се исти, същи с грците, не с македонците, с грците сте същите, същи, како викате. Се чудат згрозени. Вика, се што искаме да се извинение, да кажат оти се побркале. Демек се збуниле нешто. Не се збуниле. Верујте, не се збуниле. Такви се. Табиет. Истиот како вас. Не можете да не малтретирате соседи, странци кои ги сметате за пониска раса од вас, за пониска класа од вас. Не може да не малтретираат. Истите сте. Бугари, истите сте. Кога сте у позиција на моќ, на сила, нешто вие сте ја заслужиле. Кога некој ви го штити јак грбот, истите сте. Същите. Като грците. Ама браво за грците. Тој еден вика од пензионери, вика, јас, вика, им казах, вика, сега не знам ја бугарски, тој ни диалектот нивни како е. На македонскиот не го знам баш добро. Вика, на излегување, вика, им кажувам на грците, ова нема смисла, заедно сме во Европейскиот во Европската унија, заедно сме, седим еден до друг браќа, ова нема смисла, ова е жално, тажно. Гркот му рекол, аре тамо глеси патот, уште чутак. Такле ти мавнап. Балкански примитивци, едните и другите ги ставија во Европейскиот сојуз да си вадат очи. Што сакате од Европска унија, бе, дечки? За каква Европска унија преме муавет? Кога стигнаа грците и бугарите утепани од Господ, со менталитет како што им го дал Господ никаков, да бидат делови од Европската унија. Со ништо не заслужија. Само со местоположбата што им ја дал Господ, морињата, и НАТО процени, дајте ЕУ, стајте ги уваква, Русија да ја малтретираме, поблиску да ни биде Русија да ја малтретираме. Тоа беше причината. И Романија, и Грција, и Бугарија, зашто влегува во Европскиот сојуз. Во Европската унија, ова Бугарија ме изнасмеа. Ки уапсиле, пензионери. Таа едната 90 години. Ако, кога ќе погледнете бугари у грците, секогаш, као сега шо пак се отсвикате шо ви направиле грците на вашите пензионери, кои ќе погледнете у грците, да се погледнете како во огледало какви сте. И бетер у некои ситуации. Пошто сега они полагаат право на Гоце Делчев. Решиле, сватиле дека има место Баница, кај што е он утепан, и ајде да го ја виделе Баница, демек да видат кај е точно местото кај што погинал Гоце Делчев, кај што загинал. Опколен од Аскер, предаден од своите, како што обично бива у такви ситуации. Ајде идеме да видиме. Сега почнаа да си го својатаат, а грците да смени песната кон нив. Да не си го својатавте Гоце Делчев, немаше ништо да ви се случи. Ке бе пуштеа кај сакате да идете. Само да знаете, ние што правевме со тие грците од 45-та навака. Нас еднаш од граница бугари не вратија, на одмор бевме 82-3. Со родителиве, ја, брат ми родителиве и другари некои на татко ми исто фамилија, идеме у Грција, Југославија беше 82-ра. Пари имавме. Кај сакавме, можеме да идеме. Барем така мислевме.
Замислете, не врати од граница затоа што татко ми на сликата на тој грчкиот што полицаец му личеше на егеец. Луѓе, ова е абсурд што ви го каже. Мајка, татко и 2 мали деца, ја и брат ми не врати, ја имав 10 години, брат ми 7, не врати од граница затоа што татко ми на сликата им личеше на егеец. Ние нема никаква врска со Егејска Македонија, мојата фамилија. Можете да замислите тој фашизам каков беше? Да не ја кажем што им се случуваше на егејците од граѓанската војна 48, па мислам дека и до ден денска. И ден денска еба 2016 еднаш така кога последен пат бев у Грција. На плажа еден ми шепна. Ме гледаше, јас од децава се распрам тука, искаче од вода, ќе врне невреме, кима и дидеме се заоблачи нешто ово на Сабајлем, беше предпладне негде 11 саа. Ми шепна кога спроаѓа вака покрај него деца кога ги пратев, тоест душек некој бркав им отиде или некоја гумали им отиде по тоа. Ми шепна човекот. Ми шепна од Македонија си. Вака ми шепна 2016 година. Апропо вашите бугарски тврдења дека у Грција живееле бугари. Вака со насолзени очи, од Македонија ли си? Македонец, да. И почна македонски да ми зборува. Да видите, да видите со кој сте во сојузот и кој ќе ги погледнете нив, да сватите вие какви сте. Тоа е многу добра показна вежба. Арно ви направиле Грција. Да сватите какви сте. Ама изгледнима да сватите, пошто вие обично ја презимате улогата на жртва, сте се вие жртвите, па тоа иде на секој медиум во Бугарија, леле, грците, нашите пензионери ги искараха в полициски участок. Ги искараха. Еве, па ве искараха. Нели? Пошто сте добри комшии, братја в Европејскиот сојуз. Баве глупаците, баве сојузот, се посерам на тој сојуз. Ко рогови увреѓа сте тамо. Кој Европејски сојуз, бе? Ке се распадне за 5 години и ке сјебете мајката. За 5 години максимум. Нека ве мавне сега Иран, со ракети како што вети, многу побрзо ќе се распадне. Многу побрзо. Само Ептен се исплашени сите. Иран ако нападне на Црно море, и Турска ако нападне Израел, каков НАТО, како Европејски сојуз, ток 24 часа ќе се спакува и у recycle bin, у контейнер. Комплетно само ќе се спакува и само ќе си се фрли у контейнер. И НАТО, и Европејски сојуз, и цел поредок геополитички. Ги искараха в полициски участок. Будали едни. Ко ви даваат нон-стоп ветер у грб, ако е. Само финтава што меѓу себе почна да си прават дубари. Не може да издржа. Тоа е луѓе, тоа е табиет. Бугарски, грчки табиет. И пази се, некој им шепна, им сугерира дека се дел од еден сојуз, дека мора да бидат фини, мора да бидат браќа, мора да се почитуваат. Не можат. Тоа е менталитет. Не можат два народи со краток спој да глумат другарство долго време, партнерство, пријателство, братство. Не можат. Колку има такви в Европејскиот сојуз, што се со краток фит или со таков менталитет, кој знае колку ги има. И сакате вие да, тоа се рогови увреќа, убаво кажав, и сакате вие тој сојуз да функционира, па после се чудиме зашто како партнери у НАТО и браќа треба да се браниме. Не дај Боже не нападне Русија, не нападне Кина, браќа во НАТО треба заедно. Бугарите не те признаваат за народ, не ти го признаваат јазикот, не ти го признаваат идентитетот, културата, за све вика дека е бугарско. У НАТО седиме еден до друг, треба утре да очекуваме дека бугарите ќе не бранат ако не нападне, пример, Кина една. Или Кина, Иран. Иран Страфу Коски има набиено од нас, од Александар. Уште првите две букви на Александар кои ќе му ги спомнеш, они се серат у гаќи.
Кина исто. Кина има страф у коски од нас. И текна е 98. Чиле, овие кој им кажа на кинезите, кој ние го признаваме Тајван. Се усра угај. И Македонија и 2 милиони жители имаше тогаш. Им кажа на кинезите, ние го признаваме Тајван, кој бе. После до душа малце ни еба матер, ама стравот им остана. Сега си викаат кинезиве, овие се будали македонци, може да го окупираат Тајван. И затоа постои опасност да не нападнат. И се ние треба да очекуваме Кина кој ќе не нападне, Бугарија да не брани. Не бе луѓе, тие за народ не признаваат. Тој очите гледат и кажат ти си бугар, македонскиот јазик е бугарски, ечи по Бугарија, у парламентот ечи. Ја не знам дали тој бугарскиот парламент еден да прашаш од тие ќе ти каже људи, тропаме глупости. Шизофрени сме, имаме диагноза какви македонци, бугари, што ви е на вас. Нема бе. А тие депутатите тамо, пратениците, ги има народ избрано. И како да размисла народот поинако од нив? Па овој така го избрал народот, пошто одел од село у село и кажал дека македонците се бугари. Народот му викал браво, тебе ќе те гласам. Да, само сега проблем има, со грците се у екипа, у Европејскиот сојуз, унгарците вамо. Чесиве не ги сакаат бугариве. Пошто исто чесиве се нервираат што бугариве ја својатаат цела историја на Балкан, ја викаат бугарско, каква цела светска историја ја својатаат. И нормално. И сакате тоа да функционира? Ајде да видиме до кога. Ги искараха, вика. У полициска станица пензионери тргнале да видат кај загинал Гоце Дачев во баница. Еве ги уапси. Зашто никој не знае? Овие барале посолството. Бугарско ги минјава им се за посолство во Солун. Барало објаснување на македонски, ќе кажам. И овие не им дале. Пошто се браќа, пошто се другари, блиски бе, у Европска унија седат заедно сега. Ја као грк на бугаров да му објаснам зашто сум ги апсал неговивем, нема зашто. Па се подразбира тоа. Здравје, утре грци ќе дојат у Бугарија, уапсете ги. И вие искарајте ги, како е тоа, у кој се смени в полициски участок. И вие да ги карате, мислам, и овие вас ве караат у полициски участок, што викаат Срби, и вие нив ќе ги карате, и ќе се карате така, фино е. Мислам, ова карање во сербски, во сербско значење. Карање е друго. Вие кој кажете не искараха, е едно, ама србите кои ќе кажат бугари, ми смо вас искарали, тоа е сосема друго значење има. Кај срби има позаебано значење ако ви кажат на вас бугариве, бугари, ми смо вас искарали јако и темелно. Бугари, ми смо вас темелно искарали. Значи, друго значење има. Вие сега не знаете сербски, ама еве, ние од сербски свет, ние ќе ви кажеме какво значење има. А многу сличен збор имате со србиве. Не искараха, нели, не искараха и ако каже србин, искарали смо вас. Тоа е друг глагол е тоа. Кој ќе ви каже србин, искарали смо вас. Бугари, ми смо вас искарали темелно. Искарали смо вас динамитно. Тако смо вас искарали што сте се посвршили. Не иде сега баш ова. Али добро, вежбаме сербски, пошто ние сербски свет македонци, многу сакаме срби. Бугарични, ама срби како сакаме, без срби ние сме изгубени у свемир. Што сакав бе да кажам? Ништо. Сакав нешто да кажам, се со Карањево не беше, Карањево ми упадна само. Да му еве мат. И така, да си се карате вие меѓу себе со грциве, најпаметно ќе биде. Таман малце ќе подзаборајте на нас македонци. Вие карајте се меѓу себе колку сакате. И по сербски, и по бугарски. Како сакате, само карајте се. Мислам,
Да, како и да е тоа значењето, јеби го. Ама видете ви у речник што значи кај Србиве, искарали смо вас, да кажеме. Да. Србите исто пис јазик имаат, многу таков. Да. И тоа. Инаку, ко сме кај Гоце Делчев, ја баш би сакал, не знам у кој град дечко ја правеше анкетава, или Прилеп, или некој друг град во Западна Македонија, некој град во Западна Македонија, не знам кај беше анкетава, магарици и магариња македонски, над 20 години, беа прашувани од дечково новинар шо беше, каде бил Гоце Делчев кога започнало Илинденското востание на 2 август? Прашањето беше, каде бил Гоце Делчев кога започнало Илинденското востание? Магариња и магарици македонски сите над 20 години одговараа на прашањето. Ниту еден не знаеше кај бил. Ниту еден. Кога ви кажав зошто не шлашкаат како сакаат, зошто има народ во Македонија, македонци, има такви, кои што кој ќе им кажат бугарите, кои ќе им порачаат преку онаа квислиншкана партија наречена СДС, кои ќе им порачаат дека Гоце Делчев е бугар, зошто има македонци што климаат со глава и што викаат, па добро бе, нека биде бугар, дај само да влеземе во Унијата, да имаме кикирики за јадење, понекогаш сладолед и понекогаш не знам шо, чизкейк. Ете, затоа има македонци за кои што им е свеедно дали Гоце Делчев бил бугарски или не. Тоа беше град. Западно-македонски дијалект кај што се збореше, не знам стварно кој град беше тоа во анкетата. Тоа е фасцинантно, тој клип треба да го изгледа нашата власт, Министерството за образование, и да одлучи како понатаму и што понатаму ќе се прави со ваква младина. Овие беа више малце пораснати магариња на 20 години и магарици. Немаа појма кај бил Гоце Делчев кога започнало востанието. Знаете какви одговори даваа? Дури тие што беа у што демек, ај шега ќе правиме сеа, беа страотни да ги слушаш, жални, срамни за слушање. Пошто не знај се, ај ќе се правам духовит, пошто не знам кај бил Гоце Делчев кога почнало Илинденското востание. Страшна работа. Како им текнало на прашање да го позна. Веројатно знаат каква е ситуацијата. Ете, до тамо ни се сроза, ни падна образованието и општата култура. Комунистите, она популарно кажани комуњари, верувам, сигурен сум 100% дека у времето на комуњарско, кога не постоја, кога беше само комунистичка партија, кога сите му се клањаа на Тито, кога не беа СДС, ВМРО, никој кога немаше, у она време да прашаше било кој македонец дали дете од 8-9 години, дали млад човек од 23, дали постар некој, да не правиме муавет. Сите знаеат кај бил Гоце Делчев кога почнало Илинденското востание. Значи, не бил во Кукуш, не бил на Сорбона во Париз, не бил во Цирих, не бил во Тирана, не бил во Софија, не бил во Београд, не бил во Скопје, не бил во Штип, не бил никаде. Го тепале турците пред Илинденското востание. Тоа ќе ви го кажеше
Секој македонец у време комуњарско. Оние магари, не магарици од тој градот, пишете ми у коментар за кој град, у кој град е правена анкетата, многу ме занима. Не знаја кај бил Гоце Делчев која почнала Илинденското востание. Што правиме муавет ние, бе? Зашо правиме муавет? После, да нема химна пред почеток на настава увакво у школа, верујте ми, треба да се врати она идеја на Груевски што беше со химната, нели? Треба да се врати. Треба последно прашање на секој предмет, дури на математика да биде кај е роден Гоце Делчев, каде загинал Гоце Делчев, кога загинал, кога е роден, кога загинал. Ама математика си полагал поимане, алгебра, геометрија, последно прашање да биде која година е роден Гоце Делчев, која година загинал, каде е роден, каде загинал. Жими све. Исто географија, историја, последно прашање на секој испитување или тест, ова да биде прашање. За Гоце Делчев се пре. Што остана за Кирил и Методи? Што остана, например, појма неам за Панко Брашнаров, за Ченто, за Менто, за појма неам. За Михајло Апостолски. И за ред други дејци од Илинденското востание и после Илинденското кои што е носели идејата на самостојна суверена Македонија. Кога за Гоце не знам. Ја не знам да им прашаше уште други прашања, трик прашања у врска со темата, ја мислам дека ништо немаше да знаат. Магариње, магарици на 20 години. И ве молам, ако го имате видеото, у коментарот објавете го под ова моje видео обраќање. И да го види Министерството за образование и власта. Да видат до кое ниво стигна младината. Младината, тоа се веќе сериозни луѓе, 25, 26, 27 години. Облечени како бугарски певаljки на тоа Pioneer TV, како се викаше. Као српски на турба фолкерки облечени. 80, небитно е изглед, 90 кила, нозе Горан Пандев, Минич до пич. Поема нема. Дали битно им се нафризирани, битно силикон има, ногти има толкај стаено, бузи има толкај, кода сркале мед директно од она кошница за пчели, и лупета дека бил Гоце Делчев у Париз, кога почнало Илинденско востание, или не знам кај бил. Не знам тамо, појме нема. Ќе гледате анкетава, се надева. Тоа ви. Епа, ја мора некако да го искарам денов, не в полициски участок, али треба да се искара некако денов. На српски не е лошо да искарам овој, не денов да го искарам. Не да искарам овој, аре да тима мајката, искарам, али вие бугари видете ова со Србија, договорете се. Искарам, дали е бугарски или српски збор, договорете се. Оти различно значење има. Многу е зебано Србин ако фати да ве кара, или македонец да ве искара. По-зебано значење има од грциве што ве искараха в полициски участок, ако земе пример Србин да ве кара, да ве искара, или македонец да ве искара. Пошто ние нели српски свет сме. Ние го знаеме значењето на тој збор. Која Србин ќе ви рече, бугари, дај да вас мало искарамо. Ајде на карање сите.